На 27. ноември 1943 година загина Иво Лола Рибар, еден од најголемите југословенски раководители на младинското движење, публицист, политички работник и револуционер. Роден е во 1916 година во Загреб. По завршувањето на средното образование, пред војната студира економски и правни науки. На Белградскиот универзитет е еден од најистакнатите раководители на младинското и на студентското движење. Тој е младински трибун на универзитетот. Член на СКОј е од 1935, а член на Комунистичката партија на Југославија од 1936 година. По доаѓањето на Јосип Броз Тито на чело на Комунистичката партија на Југославија, Иво Лола Рибар раководи со Централниот извршен одбор на Младинската комисија при Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија. На петата земска конференција на СКОј одржана 1939 и на шестата во 1940 година е избран за секретар на Централниот комитет на СКОј. На петата конференција на Комунистичката партија на Југославија во 1940 година е избран за член на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија. Поради неговата револуционерна дејност е осуден и од јануари до април 1940 година е затворен во логорот Билеча. По окупацијата на нашава земја од фашистичките окупатори, пристапува кон организирање на оружената борба против окупаторите. Член е на главниот, односно врховниот штаб на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Југославија. На првиот конгрес на УСАОј од декември 1942 година е избран за председател. Загина на Гламочко поле, патувајќи како шеф на воена мисија на Врховниот штаб на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Југославија при Сојузничката команда за Средниот Исток. Прогласен е за народен херој. По 14 години владење на влада што не беше избрана, луѓето во Уругвај излегоа на избори на 27 ноември 1966 година за да изберат председател. Пред тоа земјата ја водеше совет од 9 члена. Еден од нив беше генерал Оскар Гестидо, кој победи на изборите. На 27 ноември 1969 година и јужноафриканската единствена жена, член на парламентот, која беше против апартхејдот, господја Хелен Сузман, предупреди дека нејзината земја мора да се бори против расистичката дискриминација ако сака да преживее. Таа истакна дека политиката, која се наметнува со празни фрази, секогаш ќе го истиснува здравото економско расудување. If political claptrap supersedes sound economic principles. На овој ден, во 1978 година, во Москва започна реставрација на некои од велелепните згради на Кремљ. Кремљ, стариот замок кој доминира во Москва, е повеќе отколку зграда на владата. Таа е и ризница на најголемите уметнички дела кои воопшто се создадени во Русија. Реставрацијата траеше до крајот на 1980 година. Џошуа Накомо, лидерот на Патриотскиот фронт, герилска организација посветена на уривањето на режимот на Смит во Родезија, има 60 години. На 27 ноември 1977 година, во Лусака, тој уште еднаш го нагласи својот аргумент дека насилно протерување на владата на Смит е единствениот начин за владење на црнечкото мнозинство во земјата што ја нарече Зимбабве. Накомо, кој беше затворен, а потоа протеран од страна на родезијските власти, остана цврст во својата одлука дека власта треба да е во рацете на црнечката влада во Солсбери. Во меѓувреме, тој водеше герилска војна во внатрешноста на Замбија. Светска рекордна цена беше платена за слика од Веласко на 27 ноември 1970 година на аукција во Лондон. Сликата Портрет на Хуан де Пареја беше продадена за 2 милиона и 300.000 фунти стерлинги. Ја доби собственикот на Њујоршката галерија, кој подосна изјави дека ова купување бил добар пазар.
value of other paintings, do you think it's really worth that amount of money? If a horse like Nijinsky, which is a horse that you find every year. На 28 ноември 1943 година во Техеран, во Иран, започна со работа Техеранската конференција, на која присуствуваа председателот на Соединетите Американски држави Франклин Рузвелт, председателот на Велика Британија Винстон Черчил и председателот на советската влада Јосиф Висарионовиќ Сталин. На оваа конференција, која траеше до 1 декември 1943 година, меѓу другите беа разгледани и прашањата на тамошното водење на војната против Германија, повоеното уредување на Европа, организирање на Организацијата на Обединетите нации, како и прашањето за Југославија. Борбата на југословенските народи доби меѓународно признание. Народно-ослободителната војска на Југославија беше призната како сојузник и во врска со тоа е заклучено на југословенските партизани да им се помогне со воен материјал во што поголеми количества. Врховната команда на Црвената армија на Советскиот сојуз да испрати воена мисија при Врховниот штаб на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Југославија, каде што веќе се наоѓале воените мисии на Соединетите Американски држави и на Велика Британија. На 28 ноември 1976 година кралот Халид од Саудиска Арабија ги водеше аџиите во Мека. Тој го бакна светиот црн камен во дворот на Великата џамија, центар на исламската вера. Кралот помина 7 пати околу Кахаба, олтарот кој се наоѓа во срцето на Великата џамија. Председателот Анастазио Сомоза, еден од последните во редот на диктаторите во Латинска Америка, владееше во Никарагва 25 години. Тој продолжи со доминација на земјата по неговиот татко во 1936 година. Во ноември 1968, кога се направени овие филмови, војската на Сомоза се бореше со герилците, кои дадоа заклетва дека ќе го урнат од власт. Тие мораа да чекаат уште 13 години, но на крајот успеа да го протераат Сомоза од земјата и да воспостават демократија во земјата. Првата жена член на британскиот парламент беше американка Ненси Астор. Дојде во Англија во 1906 година и се омажи за великодостојникот Валдорф Астор, исто така член на парламентот. Кога стана благородник и мораше да го напушти местото во парламентот, неговата сопруга се кандидира на следните избори и победи. Едно ретко интервју со господја Садат, сопругата на египетскиот председател Анвар ел Садат. Таа зборуваше на 28 ноември 1977 година, наскоро по посетата на незиниот сопруг на Израел во една историски значајна мировна мисија. Таа рече дека незиниот сопруг бил мошне среќен што го оствари ова патување и дека верува оти овој мировен напор ќе даде плод. Инаку, рече таа, Садат е готов да даде оставка. Господја Садат продолжи да зборува и рече дека самата била сведок на последиците од двете војни меѓу Египет и Израел и очекувањата за мир, за неа секако сон. Акапулко, каде што секоја година се одржуваат филмски фестивали, а тоа значи и илузии. Таму, на 28 ноември 1968 година, беше понеобично од други години. Темата на фестивалот беше љубов. На 29 и 30 ноември 1943 година во слободниот град Јајце е одржано второто заседание на АВНОј. Од 268 делегирани членови на веќето на заседанието присуствувале 148 делегати. Во свечено украсената сала, непосредно пред почетокот на заседанието, хорот на театарот Народно ослобоđenje ја пее химната Хеј Словени, а потоа председателот на извршниот одбор на АВНОј доктор Иван Рибар го отвора второто историско заседание на АВНОј
и по поздравниот говор му дава збор на врховниот командант Јосип Броз Тито, кој го поднесе рефератот "Развитокот на народно-ослободителната војна на народите на Југославија во врска со меѓународните настани". Заседанието ги донесе следниве одлуки. Авној да се конституира во врховно законодавно извршно представничко тело на Југославија, како врховен представник на суверенитетот на народите и државата Југославија во целина. Да се воспостави Национален комитет на ослободувањето на Југославија со сите обележја на народна влада, преку кој Авној ќе остварува својата извршна власт. Да и се одземат сите права на предавничката југословенска влада во бегалство, како на законска влада на Југославија. Да нема право да ги представува народите на Југославија каде и да е и пред кого и да е. На кралот Петар II Караѓорđević му се забранува враќањето во земјата, со тоа што прашањето за кралот и монархијата да го реши самиот народ по ослободувањето. Да не се признаваат сите меѓународни договори што ги склучила предавничката влада во бегалство во името на Југославија. Југославија да се изгради врз демократско-федеративен принцип, како државна заедница на равноправни народи. Донесена е одлука за признание и благодарност на Народно-ослободителната војска. Одлука на Јосип Броз Тито да му се додели звањето маршал на Југославија. За председател на Националниот комитет е избран Јосип Броз. За председател на Авној повторно бил избран доктор Иван Рибар. Со конституирањето на Авној во врховно законодавно и извршно тело и со создавањето на Националниот комитет како привремена влада, беа положени темелите на новата државна заедница на југословенските народи, демократска федеративна Југославија. На 29 ноември 1943 година на самитот во Каиро, британскиот премиер Винстон Черчил му подари на советскиот лидер Јосиф Сталин меч на Сталинград, меч направен од скапоцени камења, со кое се одбележа восхитот на луѓето од Британија кон советскиот народ, а особено кон бранителите на Сталинград. Производството на злато во Јужна Африка го достигна врвот на 29 ноември 1978 година, кога беше отворена нова фабрика за производство близу до Јоханесбург. Неа ја отвори министерот за рударство господин Бота. Фабриката беше изградена за 180 милиони долари, повторно да ги преработи суровините од старите рудници и да извлече злато од другите минерали. Кога проработи фабриката, беше произведено чисто злато. Двократниот светски шампион и најдобар возач на трки британецот Грахам Хил загина во авионска несреќа на 29 ноември 1975 година. Хил ја започна кариерата во 1954 година, кога даде $2 за часови за трки. Во 1969 година ги скрши и двете нозе и му беше кажано дека никогаш нема да вози, но тој возеше. Поради неговата храброст, беше почитуван во светот како возач и како човек. Како коинциденција, на овој ден во 1970 година за последен пат беше виден поранешниот светски автомобилски шампион од Австралија Джек Брабам, кој престана да вози по последното возење. Брабам стана трократен светски шампион и престана да вози на 44 годишна возраст. The deaths of 3 Grand Prix drivers this year didn't have any bearing on your decision. You'd made this earlier. That's right. The decision had been made at the end of '69, and it's been a pretty tragic year for motor racing, but this didn't have any influence on my retiring. На 30 ноември 1962 година, по смртта на генералниот секретар на Организацијата на Обединетите нации Даг Хаммаршелд, Генералното собрание на овој ден го избра бурманецот У Тант за генерален секретар. У Тант на оваа должност остана до 1971 година, кога здравствената состојба го натера да се повлече. Умре во 1974 година.
Последниот британски мандат во Персискиот залив заврши на 30 ноември 1967 година, кога британскиот владар го напушти Аден и се врати дома, а британското знаме беше спуштено за последен пат. Во својата земја беше величествено пречекан новиот лидер на Јужнојеменската република Катан Ал-Шааби. Тој се врати само неколку часа подосна, откако неговата земја стана независна од британската власт на 30 ноември 1967 година. По нацрт на принцот Алберт во 1851 година е изградена Кристал палатата, која беше уништена од пожар 85 години подосна. На 30 ноември 1936 година оваа палата беше изградена во Хајд паркот во Лондон, но во 1954 година е преместена во Синденхам, југоисточно од Лондон. Направено од дрво и од стакло, но кога ја зафати пожар, целата беше во пламен од едниот до другиот крај. Пожарот го гаснеа 500 пожарникари со 60 средства за гаснење пожари, но не успеа да го спасат овој величествен споменик на викторијанската остроумност. На овој ден, во 1938 година, Чехословачка избра нов председател, Емил Хака, но тој беше председател на една празна земја. Повеќето од незините богатства беа во рацете на нацистичка Германија. 4 месеци подосна, низ целата земја маршираа германски трупи. На 1 декември 1943 година, во близина на Куманово е формиран Кумановскиот батальон Јордан Орце Николов, составен од 116 борци. Веднаш по формирањето, батальонот води борби со четничките сили на Дража Михајловиќ во Козјачкиот реон. Во наредниот период батальонот врши разни диверзантски акции на железничката линија Куманово-Врање и скоро цело време води постојани борби со бугарските окупаторски сили во овој реон. Во февруари 1944 година кај селото Билјача, батальонот води крвава борба со бугарската војска и полиција, кога меѓу другите борци за слободата на македонскиот народ го положи животот и командантот на батальонот Христијан Тодоровски Карпош. На крајот на февруари 1944 година, батальонот влегува во составот на третата македонска ударна бригада, во чии редови ја продолжува славната борба за ослободување на земјата од фашистичките бугарски и германски окупатори. Дејвид Бен Гурион, основач на модерен Израел, умре на 1 декември 1973 година. Имаше 86 години. Во мај 1948 година тој ја прогласи независната израелска држава и стана прв премиер. Бен Гурион беше председател на владата во двете војни со арапските држави, како и во текот на агресијата на Израел, на Велика Британија и на Франција врз Египет во 1956 за време на Суетската криза. На поранешниот председател на Пакистан Ајуб Кан му беше приреден свечен пречек кога пристигна во Рангун на 1 декември 1960 година на турнеја низ источноазијските земји. Четириесетдеветгодишниот Дјуј Брајан од Мичиген тргна да вози, а наскоро потоа побара дозвола да лета и исчезна во облаците. Овој американски инженер конструира совршено возило кое беше и друмско и воздушно и го демонстрираше на 1 декември 1972 година.
На 2 декември 1895 година започна да излегува весникот Бунтовник, уредуван од идеологот на Македонската револуционерна организација Ѓорче Петров. Ѓорче Петров во весникот ја разобличуваше фамата дека слободата на Македонија ќе ја донесат бугарските штикови. Исто така Ѓорче Петров во своите статии посветени на македонското револуционерно движење е отворен иден противник на одредената македонска буржуазија, која во името на своето спокојство, всушност во името на своите класни интереси, настојува да и парира на револуционерната организација и да и служи на интересите на бугарската буржуазија и на дворот. Преку страниците на Бунтовник, Ѓорче Петров секогаш ја подкрепува идејата на Гоце Делчев дека ослободувањето на Македонија ќе биде дело на самите македонци. За прв пат по Првата светска војна во 1925 година е склучен Локаринскиот пакт, со кој на Германија и овозможено да стапи во друштвото на народите. Пактот беше склучен на 2 декември меѓу Германија од една и Англија, Франција, Италија и Белгија од друга страна. Со тој договор се гарантираше мир во Европа, но само за неколку години, бидејќи Германија ги погази одредбите на договорот. Голден Гейт мостот го поврзува Сан Франциско од едната страна со Окланд од другата страна на заливот. На 2 декември 1936 година, преку мостот, што беше пуштен само еден месец пред тоа, поминале над 1 милион возила. Во тоа време, овој мост со 5 милји беше најдолгиот мост во светот. Едно големо археолошко откритие. На овој ден, во 1961 година, експерти од Археолошкиот институт во Мексико ги комплетираа своите ископувања на една ацтешка пирамида во Акатитлан. Пирамидата, одлично сочувана, била изградена пред 800 години, посветена на ацтешкиот бог на дождот Тлалок. Оваа пирамида е скоро 10 пати помала од познатата пирамида на Сонцето, која се наоѓа во Теотихуакан. На 2 декември 1943 година на еден од најталентираните физичари во светот, Роберт Опенхајмер, му беше доверена задача да изгради лабораторија способна да направи атомска бомба. Кулминација на работата на Опенхајмер беше експлозијата на првата атомска бомба, што беше фрлена над Хирошима во 1945 година. Подоцна, тој не можеше да се помири со тоа за каква цел беше употребена атомската бомба и поради неговите политички убедувања беше постојано гонет се до неговата смрт. На идните генерации, кога ќе ја погледнат историјата на создавањето на филмот во 20 век, веројатно ќе им изгледа чудно да се фрлаат толку пари и да се расфрлаат материјали за да се направи филм. Например, во 1961 година беше кренат во воздух еден цел воз за една мала сцена во еден воен филм, но тоа ги правеше филмовите повозбудливи. Во почетокот на декември 1943 година, германско-балистичките сили во Западна Македонија започнаа концентрационен напад од Дебар, Кичево, Струга на слободната територија на Дебарца, каде што действуваше првата македонско-косовска ударна бригада. По голем број одбранбени борби кај селата Кладник, Белица, Мраморец, Турје, Слатино и Ботун, првата македонско-косовска ударна бригада, заедно со главниот штаб и со Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија, презедоа марш од Западна Македонија преку планината Беличица во правец на грчка територија. На 18 декември бригадата стигна на Меглен во Егејска Македонија, каде што успешно ја продолжува борбата со бугарските и германските сили. Првата македонско-косовска ударна бригада 14 деноноќја води тешки борби со бугарските сили за време на февруарскиот поход. Во средината на април 1944 година, бригадата, сега од Меглен, повторно презема марш и се упатува во Западна Македонија, каде што по големи и крвави борби повторно создава слободна територија во Западна Македонија,
која што беше слободна во 1943 година. Во почетокот на септември 1941 година Хитлер им нареди на германските армии да ја заземат Москва пред почетокот на зимата. На 3 декември 1941 година започна големата советска контраофанзива под Москва, која траеше се до 10 јануари 1942 година. Во таа голема битка германците загубија 1098 тенкови, 12.223 моторни возила, над 1500 топови и друго. Со овој пораз под Москва, во целост пропадна проектираната германска секавична војна против Советскиот сојуз. На 3 декември 1973 година, аргентинскиот председател Изабела Перон пристигна во главниот град на Уругвај Монтевидео за потпишување на договорот со цел да се стави крај на недоразбирањата меѓу двете земји. Спорот кој влијаеше врз нивните меѓусебни односи беше правото за пловидба по широкото устие на реката Плата, која ги дели двете земји. Со овој договор се реши двете земји да ја користат реката Плата слободно и неограничено. На 3 декември 1931 година индискиот лидер Махатма Ганди беше во Лондон, каде што учествуваше на конференцијата на тркалезна маса, на која се дискутираше за независноста на Индија. Но по оваа конференција Индија остана уште 16 години зависна од Велика Британија, се до 1947 година кога беше прогласена за независна држава. of my stay in the midst of the poor people of the